Во селата надвор од главниот град на Чад, Нџамена, земјоделците и сточарите велат дека забележале промена на времето во последниве години. Земјоделството станува потешко, има помалку врнежи, а повисоки температури. Од Обединетите нации велат дека употребливото земјиште за земјоделците и сточарите се намалува, ситуација што го интензивира конфликтот меѓу двете групи. Земјоделците велат дека стана неопходно да се изградат огради високи речиси 2 метри за да се заштитат посевите. Ги изградивме оградите за да ги спречиме крадците и животните да влезат во фармата. Главниот проблем се говедата. Сточарите се вооружени. Познавачите велат дека споровите со сточарите и земјоделците влошени поради климатските промени се поврзани со голем дел од несигурноста во Сахел во последниве години. Сепак, многумина од двете страни се чини дека не се свесни за ефектите што климатските промени ги имаат врз нивните животи и наместо тоа бараат решенија од Бога. Не знам што точно ги предизвикува проблемите со времето овде. Ни треба дожд сигурно. Да, секој ден се молиме на Бога и бараме вода од него. Тоа е се што можеме да направиме. Во последниве години Советот за безбедност на Обединетите нации почна да разговара за тоа како може да се справи со климатските промени во контекст на промовирање стабилност. Шефицата на програмата за климатска дипломатија и безбедност во Аделфи, компанија со седиште во Берли, Јананди Вивекананда, посочува дека Советот допрва треба да усвои резолуција во која би се навело како ќе се справи со проблемот. Неодамна владата намали побара од мировната мисија на Обединетите нации да замине од таму по неуспехот да го намали насилството за кое се верува дека делумно е предизвикано од глобалното затоплување. Мислам дека Мали, за жал, е одличен пример за тоа како мировните сили не биле соодветни за целта, поради начините на кои климатските промени влијаат на конфликтот, разбирањето на тие основни причини за конфликтот. Климатските промени ја подкопуваат и онака веќе нагласената екзистенција. Познавачите велат дека несигурноста предизвикана од климатските промени и борбите за ресурси како што се водата и земјиштето најверојатно ќе се влошат. Имаме многу јасна слика дека многу динамики поврзани со безбедноста, како што се немирите, насилството во заедницата, се поврзани со влијанијата на климатските промени. Тие се дел од приказната. Ова, вели тој, е проблем на денешницата, проблем кој ќе биде уште потежок.